Të dashur ndjekës, përshëndetje dhe mirësevini në podcastin ton të radhës, ku i ftuar sot kam nderin të jetë kryeministri i vendit, zoti Kristijan Mickovski. Ви благодарам много, премиере, што сте дел од подкастот Риштази. Ви благодарам на поканата. Ке почнам одма со можеби настанот што привлече повеќе внимание, а тоа е настанот во Гостивар и се што се случуваше. Имавте најава дека ќе се среди и ќе има чиста вода, еве вака да кажам. Што може повеќе да кажете за овој настан и во контекст на тоа дека се случува често во државата, не само во Гостивар, не во еве и во други градови, или да нема вода добра за пиење или проблематична ни е оваа ситуација? Да, прво треба на сите да ни е јасно дека станува збор за одговорност која што е на општината. И тоа е многу важно да се констатира, бидејќи тие услуги се исклучиво одговорност на општината и има начин како општината комуницира со државните институции во делот на проверки и слично. Што се однесува до Гостивар, денеска веќе има техничка вода. Изминативе неколку денови параметрите беа позитивни, односно позитивни кога велам во насока на тоа дека инсталациите се прочистени, односно хиперхлорирани, вака да се изразам стручно. И денеска веќе можат граѓаните да ја користат за техничка употреба, не за пиење, не за готвење, туку за техничка употреба. Јас очекувам дека овој процес на хиперхлорирање ќе продолжи во деновите што следат и еве да речеме во втората половина од оваа недела да може истата вода да се користи и за пиење и за подготвување на храна. Повеќе секако тој проблем е битен за водата, но еве реакцијата на повеќе граѓани на некој начин се зеде како пример како не функционираат колку што треба институциите. Од случајот е вода, од други случаи имало друга. Дали мислите, премиере, дека треба нешто посериозно да се преземе за граѓаните да бидат спокојни дека сепак институциите ќе ни функционираат? Не може не може институциите да превземат ниту пак владата ако вие имате неодговорни, нестручни раководители на тие институции. Директорот на конкретното јавно комунално предпријатие, односно јавното предпријатие не го поставува владата. Поставене од некои други центри, во случајот градоначалникот. Сега, да вие на тој начин неодговорно се однесувате, тоа е наистина, како да кажам, нешто кое што најмалку може да се очекува дека човек кој што е поставен да ја води таа институција, на тој начин ќе се однесува како што таму се однесувале неколку луѓе. И тоа не е еден човек, тоа се неколку луѓе. Вие не можете да донесете одлука и таа одлука да ја спроведете сам, без при тоа да добиете налог или пак да повикате помош од одредени луѓе за логистика. Така што во случајов имаме, би рекол, човечко несовесно однесување, кое што институциите во Шведска не може да го предвидат, затоа што едноставно имате лично однесување на човек кој што се однесува на несоодветно и неетички. Да, но еве граѓаните го гледа секако институциите ќе решат што ќе биде некаква слика на партизација. Значи одсликување не само тоа во Гостивар, него во целото наше општество. Може ли еднаш за секогаш овој момент на партизација да се надмине и професионални луѓе да бидат поставени без разлика кој е на власт? Јас не знам во која смисла мислите за партизација, но политичките партии излегуваат на избори. Политичките партии добиваат или губат на тие избори. Логично е дека тие што победуваат си го креираат својот тим. Дали тој тим ќе има ресурси од политичката партија или експерти е на тие луѓе. Јас можам да кажам за она кое што јас го раководам, можам да кажам дека имам голем број експерти со кои што сум се обкружил и кои што ги користам нивните совети, но исто така имам и луѓе кои што потекнуваат од политичката партија, чии што јас сум председател. Инаку делот на партизација, повторно ќе кажам, и во скандинавските држави истото се случува, не пак овде кај нас на Балканот. Но на кое што институциите во овој случај го направија е да веднаш промптно реагираат и обезбедат питка вода за пиење,
неколку десетици тони на ден, благодарности до граѓаните и да компаниите кои што се вклучија на повикот на владата да учествуваат со своји донации, и исто така на благодарности до град Скопје, до јавното претпријатие Водовод, кое што со свој тим учествуваше во хлорирањето на инсталациите, односно во овој процес на обезбедување на техничка вода. И благодарност се разбира на сите оние кои што имаат трпение во овој период, и се надевам дека овакви случаи повеќе нема да се случуваат во иднина. Обвинителството си ја врши својата работа, сега ќе видиме кој е све одговорен. Не би можел да споделувам јавно детали, бидејќи сепак сме уште во фаза на истрага. Добре, една битна друга тема беше реконструкцијата на владата и повеќето граѓани, еве, и на некој начин тоа што нас не викаат, зошто мораше да се случи реконструкција ако се одеше како што треба. Од владата често и од вас слушаме дека функционира се во ред, дека коалицијата е во ред, но сепак голем број на министри се сменија. Реконструкцијата е природна работа. Мислам, не треба ние да ја врзуваме реконструкцијата со тоа дали некоја работа или влада или некој сектор во владата работи или не работи. Едноставно може реконструкцијата да биде поради промена на приоритети. И тоа сум го говорил многу пати во минатото. Ако се спореди со минатите искуства, ќе видите дека можеби ова е реконструкција која што е во групата на реконструкции кои што подоцна се случиле споредено со некои искуство од минатото за некои други влади. И јас тука не гледам ништо лошо. Мислам, добро е да имаме освежување, добро е да имаме промена на приоритети, добро е да имаме нови луѓе кои што ќе внесат нова енергија, и тоа е природен процес. Но еве, често и тука кога сме имале и владени представници зборувале се најдобро за тие министри што заминаа. Сега затоа се ствара некоја илузија ако биле толку добри, зашто се сменја. Не знам, се спомнува министер за здравство, министер за правда, неколку министри. Сега, како ова да го објасниме на граѓаните, или од друга страна, дали се е во ред во коалицијата, па мораше да се случи некаква промена? Не, апсолутно е се во ред. Мислам, немаме ние во овој момент било какви, би рекол, меѓусебна фрикција. Напротив, мислам дека една прилично конструктивна атмосфера е помеѓу колегите во владата. Едноставно, ви реков, може во моменти да имате различни приоритети, во моменти да имате потреба од нова енергија, од нов импулс, нови идеи. Не гледам тука зошто би имале против овие работи. Еве вака со Влен дали се функционира како што треба? Па да, немаме. Нема. Добро. Што очекувате од новите министри? Имаше големо очекување, поготово со Министерството за правда, по и новиот министар, правосудниот испит, па после исто и законот за правична застапеност, тоа сепак се работи што се случуваат во собрание, но на некој начин тој беше во фокусот на јавноста. Дали мислите дека ќе има решение за правосудниот испит, зашто студентите албанци протестираа? Видете, решението за правосудниот испит за кој што сега зборуваме, мора да има две константи и две предпоставки. А тоа е дека франка лингва, односно еден јазик во правосудниот систем во Македонија е македонскиот. И тоа е според Венецијанската комисија. И тука не треба ние да бидеме премногу, би рекол, широки или тесни. Тоа е суштината. Тоа е едно, за да се гарантира владење на правото. Второ, исто така треба да се земе во предвид дека тие студенти своето високо образование го стекнале на албански јазик, во случајот на својот мајчин јазик. И тоа исто така треба да се земе во предвид, така што очекувам многу скоро, од денеска, да биде затворено тоа прашање и да продолжиме понатаму, да се занимаваме со побитните работи. И исто јас се согласувам, и не само јас, и повеќето граѓани, дека кога вакви теми се отвараат, во суштина, на некој начин не се дава простор на побитните теми, и еве, општеството тука реагира одма, бидејќи понекогаш може би
овие теми се по-допирливи до граѓаните или не, но во контекст на тоа што кажавте, студентите секогаш рекле дека немаат они проблем да бидат дел од правосудниот систем во Македонија и да го користат македонскиот јазик. Но при нивната едукација би било логично да може и овој испит да го дадат на албански. Јас сум имал тука студенти албанци кои студираат на македонски право во УКИМ и кои исто така викаат дека ако на нив, иако се албанци, им се даде можност да го дадат овој испит на албански, а цело време студирале на македонски, би било проблем. Вие го повторивте тоа што јас го кажав. Значи, тоа се двата предуслова кои што треба да бидат навигација во затварањето на ова прашање, но ќе ве потсетам, високото образование во нашата држава на правните факултети не се врши само на македонски и на албански. Имаме факултети на турски, кои што го оформуваат своето високо образование на правниот факултет и на англиски. Така што јас апсолутно не гледам зошто сите оние кои што своето високо образование го формирале за време на постдипломските студии на јазикот на кој што го формирале, да не биде тоа земено во предвид, но при тоа сите мора да сме свесни во оваа држава за да имаме владење на правото, дека мора да важи принципот франка лингва, односно еден јазик. Добро, ќе ве прашуваме на тоа за јазикот, за закон за јазик и се до тоа, да не влегуваме, но бидејќи сме во склопот на закони, еве другиот закон е за првична застапеност, кој е во собрание, но кој исто така има реакции кај, да речеме, во албанскиот дел на општеството. И повеќето експерти кои не се толку политичари, што не се поврзани со политиката, кои на некој начин сме ги консултирани, себе викаат дека законот е проблематичен. Но, што ќе се случи сега со законот? Ќе мора по секоја цена да се најде барентер или ќе се повлече и ќе се разгледа законот за да има поширок консенсус? Ајде вака објективно да ги гледаме работите и да заеднички донесеме заклучок. Кои се тие луѓе и што е проблематично во законот? Па првично сите тие викаат дека нема санкции. Значи, закон кој нема санкции ќе има проблем како да се спроведе понатаму, така? Точно. Нема санкции затоа што и други закони кои што се во политиката на санкционирање, санкциите ги дефинираат со подзаконски акти. Така и за овој, и стои во самиот закон, дека сето тоа ќе биде дефинирано со подзаконските акти. Знаете, во животот морате да бидете принципијални. И не можете секогаш во животот да победувате. Добро. Ама ова важи и за вас и за сите други. Не за сите важи. Так. Нема тука ние вие. Так. Не постои такво нешто. Овдека јас за друго сакам да кажам. Ако Венецијанската комисија вели дека овој закон е согласно стандардите европски, тоа што треба да го почитуваме. Не можеме ние за едно да велиме вака, за друго да велиме така. Дали е тоа на некого му се допаднало, на некого не му се допаднало, тоа е друго прашање за кое што можеме да дискутираме. Но ние овој процес го водевме многу внимателно и во рамките на владината коалиција, и во рамките со Венецијанската комисија. И овој процес траеше веќе неколку години, да не речем 2 години трае овој процес. И сега тој процес е во рамките на парламентарната процедура, односно треба само уште да се изгласа во парламентот. Да. И сега одредени политички структури во државата, закон за кој што Венецијанската комисија, која што патем речено е многу важна во новата методологија пристапни преговори кон неју, незиното мислење е многу важно, вели е позитивно дава мислење, вели дека е одличен и дека треба да се усвои. И сега вие имате политичари кои што се обидуваат да зборуваат за семантика и за интерпункцијски знаци. И за тавтологија или не знам што е ке све друго не. Зборуваме за закон кој што треба да се донеси, кој што ги има препораките од страна на Венецијанската комисија. Да. Но еве, за Венецијанската комисија исто така имало многу други примери.
они никогаш нема да искажат негативно мислење, него нивната анализа многу често е дали може одреден закон да се спроведе или не. Или во друг контекст, нема никогаш да кажат, ако е нешто во наводници кажам повеќе од тоа што е стандард, па да кажат ова било повеќе, па сега не може ова да се имплементира. Мене прашањето ми е во контекст на нашата реалност. Се има ситуација каде што очигледно нема консензус поширок за ова прашање. Од друга страна, мора да се помине овој закон со Бадентер и еве сега гледаме некакви тензии. Нема ли можност за поширок консензус, ако очигледно во нашето општество, без разлика кој како гледа, нема доволно разбирање или осугославување дека овој закон е добар? Ма видите, сега ви отварате една тема која што е многу длабока и многу широка. Името на државата се смени без поширок консензус. Се прифати, условно кажано, предлог во 2022 без поширок консензус. Сега, ако почнеме така да ги редиме работите, може да се вратиме. Ве молам да не бидеме Не, јас сум конкретен. И во која смисла сега еве Бадентер, ако не помине законот без Бадентер, и се има чувство дека сега ќе се најдат други пратеници, ќе да менат кампус, да менуваат бои, па после повторно да го гласат, и ова не е коректно. Ако го дадевте тој пример за менување на името, ВМРО и вие лично сте биле против на некаква минатата влада како тоа го правеше со пратениците, така? Зошто ваква слика да имаме? Ако нема консензус за одреден закон, ќе се повлече да се дискутира, да се има поширок консензус. Не е тоа коректно? Видете, во кој дел од ова што го говорите има двоен стандард. Ајде. Токму тоа сега што го кажавте, ако нешто е погрешно во минатото, не треба ние да го правиме. Јас никогаш како човек не верувам во лов на пратеници. И тоа не е начин на кој што ние можеме да функционираме и не треба да функционираме како општество. Второ, имаше јавна дебата, која што траеше со денови и со недели во рамките на парламентот. Ако зборуваме дека ние ќе донесеме законско решение во кое што сите 120 пратеници во парламентот ќе дигнат 2%, тоа е невозможно. Ма да, мнозинство. Зборувам за пошироко мнозинство. Ние збориме за пошироко мнозинство и оваа влада има, речиси, двотретинско мнозинство во парламентот, што е многу повеќе од доволно за да овој закон помине. Сега, дали вториот услов, Бадентерово мнозинство, ќе го исполни или нема, тоа на крајот од денот ќе си кажат пратениците. Но, сега да направиме една анализа. Кои пратеници се незадоволни? Тие кои што до вчера беа влада. Истите тие пратеници кои што велеа дека Бадентерот и останатите одредби кои што се дел и уставни категории се надмината работа. Балансерот велеа дека се надмината работа и тоа стои во извештајот владата потпишан од претходната влада на СДСМ и Демократската унија за интеграција. Јас тоа не го зборувам. Сега истите тие кои што самите рекле дека тоа се завршени работи, дека се надминати, дека се злоупотребуваат, посебно кога станува збор за балансерот, тие истите денеска, кога нешто направивме, кој што е во согласно со препораките од Венецијанската комисија, се обидуваат да го политизираат. Но во ред, тоа е нивна работа и тоа е нивен начин на водење на политика. Но никогаш јас нема да си дозволам, нити јас лично, нити било кој член на влада, да се дојде во состојба да убедува некого преку лов на пратеници за некакви други цели. Тоа никогаш нема да се случи. Јас не верувам во такви работи. Добре, да затвориме за оваа тема. Што ако не помине со Бадентер? Не може да помине. Ако не помине, тоа значи дека нема да помине. Нема да помине. Нема да се има можност да се отвори нека друга дискусија, да се стават некои други амандмани, па да законот помине сепак. Ама имаше јавна дебата, не знам. Да, јас знам, сме следеле, но се што опозицијата од прилика кажа беше отворено. Не сега, ако тој закон ќе се воспостави дека не може да помине, нели како што се гледа. Ке бараме друг начин. Тоа ми е. Значи сепак ќе има. Ама се разбира дека ние се ке бараме тама работа. Во овој контекст дали би требало да има од владата можеби поотворен простор со комуникација со опозицијата? Сте комуницирали со Али Ахмети, да речеме?
За што? Па за ова ситуација и општо за за некои процеси што бидејќи баш ќе ве прашам после и за интеграциите и каде што за многу работи исто така ќе се очекува поголем, поширок консензус. Кога последен пат сте се сретнале со Алија? Ние си имаме владина коалиција во која што функционираат коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, политичката партија ВЛЕН, Вреди и движењето Знам. И ние во рамките на таа коалиција, а врз основа на довербата од граѓаните од изборите 2024, ги креираме владините политики. И тука носиме одлуки, тие одлуки потоа ги операционализираме. Ако е потребна законска измена, функционираме на тој начин. Во рамките на парламентарната дебата, сите пратеници, сите политички партии имаат можност да учествуваат со своји предлози, амандмани, така натаму и така натаму. Така што во рамките на таа парламентарна дебата, секој пратеник, вклучително и Али Ахмети, може да учествува со своји предлози. Така што никому не му е забрането, тоа е демократска земја. Прашањето ми беше во контекст на тоа кога ќе се побара ситуација каде што сепак има потреба за поширок консензус, дали има таква комуникација за тие теми да се надминат. Еден пример што го спомнавме овој законот, но исто така и темите за евроинтеграциите, каде што можно е да има потреба за поширок консензус. Во тој контекст го кажуваш? Апсолутно, како не конкретно во парламентот по многу од тие законски решенија се прави поширока дебата. Да речеме изборниот законник. 4 месеци во рамките на парламентот сите пратенички групи разговараа, дебатира и дојдовме до еден текст кој што беше консензуален, лично учествува во финалните преговори, мислам лично со консултации од страна на координаторот на нашата пратеничка група Никола Мицевски, така што имаме навистина... Тоа ми беше идејата. Бидејќи знаеме сега, да бидеме искрени, ние сме сепак помала држава и по некои работи со директна комуникација се решаваат побрзо, без да влегувам во тоа како функционира коалицијата што ја спомнавте, со тоа нема дилема во контекст што е влада и која... Јас сум љубител на институционална комуникација. Добро, не сте имале вакви други директни комуникации. Во ред. Ја спомнам интеграцијата, европската интеграција, минатата пред неколку дени тука во истото место каде што вие седовте, беше евроамбасадорот и кој на некој начин сугерираше дека има нов моментум во оваа ситуација, во овој контекст. Па истото прашање ќе ви го поставам. Дали има нов моментум во евроинтеграциите во контекст на тоа да се најде решение и Македонија да оди напред? Апсолутно, ние никогаш не рековме дека нема да бараме решение, туку напротив, дека сме конструктивни, сакаме да најдеме решение, очигледно дека е процесот заглавен, сакаме да го одглавиме, да одиме напред, но некој решение кое што ќе вклучува завршување на овој процес, а не само отпочнување на овој процес, и тука немаме ние никаква дилема. Ние сме прилично конзистентни по тоа прашање, инаку генерално имаме ние нов момент во делот на пристапните преговори кон ЕУ како процес, сега зборувам, и мора како таков да се анализира. Вие имате non-paper кој што е подпишан од, би рекол, двете највлијателни држави во рамките на Европската унија, тоа се Франција и Германија. Имав јас можност во Тива да разговарам и со канцеларот Мерц и со председателот Макрон. Го прочитав тој non-paper. Тој non-paper сега ќе се институционализира од октомври, така што тоа само по себе е нов моментум. Потоа имате неколку процеси кои што исто така се многу значени, не смеете да ги занемарите. Тоа се покринските избори во Германија во оваа есен, тоа се претседателските избори во Франција следната пролет. Така што ова се низа настани кои што ќе го детерминираат процесот и неговата иднина. И ние тоа како сериозни политичари и влада мораме да го антиципираме, да го анализираме и на тој начин да ги водиме политиките. Но евроамбасадорот исто рече дека има серија настани или договори или действија, како да кажам, позади радарот, вака се изрази директно, во смисла на тоа да може да се постигне тоа што е битно од европска страна, да се случат уставните промени. Се разбира дека позади радарот има многу действија. Ние од кога бараме да се сретнеме, да разговараме, нема тука никаква дилема дека
на состаноците со дипломатите од Брисел дека ние ова го истакнуваме и ќе продолжиме да го истакнуваме, да ги вкрстиме едноставно аргументите, да видиме што е она кое што ние мислиме дека не е фер и што е она кое што мислиме дека може да биде заедничко тло, common ground, што го велиме. Така што јас апсолутно, видите, немам никаков против во разговори, Јас сум љубител на разговори. Да разговараме онолку колку што е потребно да дојдеме до решение. Се разбира дека од прв пат ние никогаш нема да најдеме решение, но можеби од некој следен пат ќе дојдеме до решение. Само со разговор нема да дојде до решение оно што не разговара. Ние сакаме да разговараме. Европската страна неколку пати истакнува дека слушната е македонската страна и сите аргументи и веќе јасно е што е дилемата, стравовите, но сепак се бара тоа што е договорено од македонска страна и европска страна, уставните промени. Можно е ли да се случат? Не. Не никогаш или не кога? Во оваа форма како што сега се бара, не. Тогаш, кој би бил патот на Македонија на евроинтеграциите или кои се другите опции? Да разговараме. Да разговараме. Јас сум подготвен да разговарам со секого секаде. Добро, ама ова што значи до кога? Па сега видите, јас не сум секундант, па за да ви кажам до кога. Додека е потребно за да се најде решение кој што ќе биде одржливо и кој што ќе не однесе до крајната цел. А во меѓувреме ќе се испорачуваме со реформската агенда, ќе правиме подобро општество, подобри услови за живот и така. Еве уште едно прашање за ова. Дали ова би значило дека ако нема гаранции, нели тоа што македонската страна го бара, би требало општеството наше да сфати дека можеби интеграцијата ќе трае долго, еве јас така ќе кажам, ама ние ќе кохабитираме некако со Европската Унија. Значи некоја втора опција, да кажам. Не видите, немаме ние втора или трета опција, нити пак некој има загарантирана прва или втора опција. Некаква втора опција, бидејќи никој нема никаква опција загарантирана. Видите, мора работите да ги гледате принципијално. И со принципите нема играње. Вие рековте тоа што договорила македонската влада со Брисел. Еве, јас нема да навлегувам која влада договорила и нема да навлегувам кој бил нашиот став тогаш. И како сето тоа беше договорено. Нема да навлегувам. Јавноста го знае, го слушнала и така натаму. И ние сме свесни што договорила таа некоја претходна влада. Но исто така, и во Бугарија некоја претходна влада договорила нешто кое што се вика почитување на човекови права. Некогаш. Сега од нас се бара по принципот ние сме внатре, вие сте надвор, вие сакате да дојдете внатре, да прифатиме тоа што е договорено, а од друга страна тоа што го прифатила некоја бугарска влада, во случајов почитување на човекови права, јасно е дека имаме дузина пресуди од Страсбур, од Судот за човекови права за македонската заедница во Бугарија, да се почитуваат нејзините човекови права, да се дозволи регистрирање на клубови, на организации и така натаму, а тоа да не се почитува. Значи, ние да го почитуваме, тоа се вика булинг. Тоа се вика булинг и тоа нема никаква врска со копенхагенските критериуми, ниту пак со вредностите на Европската Унија, дефинирани од Шуман, Де Гаспери и Аденауер. Тоа е, ние сме внатре, вие сте надвор, и ако сакате да бидете внатре, вие тоа ќе го прифатите или нема да бидете внатре. Не, тоа е булинг. И тоа е непринципијална политика. Тоа е политика на двојни стандарди. Простете, но јас не сум љубител на таков тип на политика. Зато и на самиот почеток кажав, тоа што важи за мене, ќе важи за вас и обратно. Тоа што важи за вас, ќе важи за мене. Ова не е шведска маса. Па, ова ми одговара, тоа не ми одговара, ова ќе си го земам, ова ќе го оставам. Не. Ова се принципи. Колку си играте со принципите, толку тежите како човек. Ако правите компромис со принципите, тогаш кога ваш ви одговара,
тоаш губите на специфичната тежина како човек. Да, но дали ова би значило дека то не доглед вакво ќе оди ако нема промена од европската страна за овие ставови што вие ги кажавте, или не би било подобро Македонија да биде дел од Европската унија и сите овие теми однатре да ги реши? Токму тоа е и целта на оваа влада, да биде дел во Европската унија, а не само да го почне процесот кон станување член. Кога ние ќе знаеме и кога ќе имаме на маса решение кое што ќе не однесе да бидеме дел од Европската унија, како што вие го велите тоа, тогаш ние сме подготвени да разговараме. Ние не сме подготвени да разговараме за инстант времени решенија кои што го отпочнуваме овој процес, бидејќи ние сме го заслужиле тоа уште пред 25 години. И ние сме го заслужиле тој процес да го отпочнеме многу одамна. Јас сум сведок. Кога ми велеа само да го смените името, само сменете го името и веднаш потоа станувате дел од НАТО, ги почнувате преговорите, бидејќи сте најдобри во клубот, за 4-5 години станувате членка на Европската унија. Тие 4-5 години поминаа пред 3 години. А ние сме уште на истото место кај што бевме пред да го смениме уставното име. А нема да зборувам дека сменивме и знаме, менувавме банкноти, устав неколку пати и секогаш беше она иста реторика, прозорецот е отворен, сега е моментумот, само што ова направете го и завршене. Како што гледате, искуството не учи на потешкиот пат. Јас само се обидувам како прв човек во владата да ги гледам работите малку појасно. Ја не велам дека моите претходници можеби сите имале лоши намери. Дел имале, дел немале, но сум сигурен дека биле дел од нив прилично лековерни за да поверуваат во црвените дебели килими. Јас не сум од тие политичари. Сепак, ова тема најверојатно ќе трае, па да, колку и да ве прашам повторно, најверојатно истото ќе кажете, но и во контекст на тоа што зборувавме претходно, ако имаме ваква ситуација, каде што сепак еве ќе се очекува нешто од Брисел, поконкретно тоа што вие го кажувате, а нема да се случи интеграцијата уште некое време, дали мислите дека ќе делува политички натрес, со политички тензии, дури и меѓуетничките тензии, бидејќи има различно видување на тоа колку брзо и што треба да направи Македонија за да се зачлени? Зошто би имало етнички тензии, не разбирам? Па бидејќи ако албанците по секоја цена би сакале, сега нели карикирам албанците вака сите за интеграција. Албанците повеќе од македонците сакаат да бидат или повеќе од или турците повеќе од ромите или србите повеќе од бошан? Апсолутно. Добро. Не, знаете зошто немам такво чувство? Затоа што ова е мултиетничка земја, која што е создавана на темелите на овие две стратешки цели, едната е членство во Европската унија. И апсолутно тука не ги двојам граѓаните по етничката припадност. Тоа што е моја задача е моите сограѓани, без разлика на нивната етничка припадност, да ги однесам таму. Не само да ја почнам трката. Второ, од кај знаете вие каков ќе биде тој процес? Ако не направите јасен план со јасна динамика. Ние во моментот немаме ниту јасен план, ниту јасна динамика. Во моментот имаме на маса само план како да го почнеме процесот. Ако го почнеме. Зошто ако? Затоа што ние направивме акцијски план за малцинства, кој што е дел од онаа група на реформи од правосудството. Но без тој акцијски план вие не можете да утре да го смените уставот, вие не можете да продолжите. Да, точно. Акцијскиот план го направивме врз основа на препораките на Брисел, со експерт препорачен од Брисел, по методологија како што ни беше кажано. Една земја има против. Не вие тоа е индикатор дека ќе имаме уште многу проблеми по патот. Мојата задача како претседател на влада е да обезбедам одржлив процес, а не да обезбедам само почеток без крај. Тоа не.
Од Европската унија има сега прв пат, можеби, еве јас сум новинар што сум следел интеграција и многу години и во Брисел, со моето искуство и тука и сето тоа, и стварно има еден моментум каде што Европската унија дава сериозни сигнали дека проширување може да има. Како што тоа не се случило по последните 10 или повеќе години. Ова го кажуваат и самите европски представници. И во овој контекст, дали се плашите можеби дека ако ги нема овие уставни промени, ако не почне процесот, дека Македонија ќе изгуби уште еден воз? Не. Бидејќи нема воз. Сега ние имаме воз и вагон кој што го клатат, за да имаме чувство дека се движи. Не верувате дека ќе се случи проширување? Не, јас не ви кажувам дека нема да го испуштиме тој воз. Во моментов возот е на перон. И сите сме ние во сопствениот вагон. И си го клатиме сега вагонот за да добиеме чувство дека возот се движи. Океј, ако се движи, тогаш значи сме во преку разговори сме нашли решение. Во ред. Ја спомнавте реформната агенда и секако и за граѓаните. Европската унија не е битна само заради уставните имени и почнување на процесот, но повеќето луѓе, сите, и вие знаете, сите анкети и сето тоа велат, значи граѓаните наши велат дека ако нашата држава стане членка, ќе биде тука подобро, бидејќи има повисоки стандарди, сето тоа се согласуваме. Но еден од причините е реформите во судството. Дали мислите дека доволно се прават реформи со тоа што владата да не влијае во правосудниот систем? Ние покажавме и докажавме дека сме подготвени и способни да правиме реформи. Тоа се покажа во декемврискиот извештај од реформската агенда, сега ќе се покажи во јунскиот, односно на 15 јули репортиравме пред самата Европска унија. Системот, стандардот, реформите го прават луѓето. Луѓето го прават. Еве, почнавме со Гостивар. Каква сакате направете реформа? Ако вие имате луѓе кои што се неодговорни и кои што се однесуваат неодговорно, забадијава ви вас таа реформа. Ако ние не сватиме дека се тргнува од нас, тогаш ние на хартија најбрилијантните реформи ќе ги ставиме, ќе ги поминеме и низ влада, и низ парламент, сето тоа ќе биде перфектно. Но ако нема кој да го применува и кој тоа да го прифати за забадијавање нас, кога зборуваме за перцепцијата околу корупцијата. Ке споделам со вас еден момент. Пред известно време ми презентира една анкета која што е работена од реномирана куќа за реномирана странска институција. Некам да споменувам имиња затоа што не сум овластен. Сега спонтано ми дојде ова да го споделам со вас. Имаше прашање и таму во таа анкета беа опфатени општинските, локални институции и државните институции. Стратифициран примерок, етничка припадност и така натаму, се како што си треба. На прашањето дали има корупција во вашата општина или во државата, 80% велат да има. Има. На второто прашање, дали вие сте биле предмет на корупција или познавате некој, на општинско ниво под 5% од испитаниците, а на централно ниво под 3% од испитаниците. Што сакам со ова да кажам? Создадена е перцепција. Нашиот народ, повозрастните велат, очи да ти извадат, муабе да не ти извадат. Создадена е перцепцијата. Никој нема дилема. Но кога ќе прашате, тогаш ќе видите дека системот поинаку функционира. И сега што направивме ние, кој што се надевам дека од август ќе почне да функционира, заедно со министерот за внатрешни работи и со една реномирана невладина меѓународна организација имавме состанок, на кој што состанок се договоривме таа институција, невладина меѓународна организација, да води еден процес пријави корупција. А тој ќе биде придружен со надписи, со налепници во сите општински и државни институции. Пријави, не државата, затоа што луѓето
Чим изградиле таква перцепција, чим тој стереотип е присутен, тоа значи дека они немаат доверба во институциите. Ако е така, ова нека биде носител, ние ќе ја поддржиме. Пријави корупција. Ако пријавиш корупција, тогаш ние ќе можеме да делуваме, но ти ако молчиш и не пријавуваш, загрижен си поради X причини, зошто не пријавуваш, тогаш ние не можеме да действуваме. Јас ќе дадам мој личен пример. До мене 3 пати граѓани пријавија корупција. Има состанок, пријавија многу, да речеме 7, 8, 10, но 3 се одлучија да одат чекор понатаму, за да можеме ние да делуваме. И во 3 случаи лицата беа приведени, лицата денеска се дел од процеси. Што ми е поентата? Поентата ми е дека сите ние луѓето мораме да го правиме системот. Во ред ве разбирам, предолго време имате недоверба, предолго време некој ги уништува институциите, не можеме преку ноќ да ги направиме да бидат супер функционални, скандинавско успешни, но ако немате во нас доверба, имајте во овие кои што се невладени меѓународни институции. Со нив соработувајте, а ние ќе направиме се што е потребно за да го смениме тој стереотип. Мислите дека повеќе е перцепција отколку што има корупција? Споделив со вас една анкета. Да. Но и вие тоа го мислите, нели? Апсолутно. Еве јас споделив со вас резултати од една анкета која што е правена за потребите на меѓународна институција. Добро, еве имаме уште неколку минути, нели, но морам за реформите во правосудството и во контекст на ова, но сепак и битна тема беше и уставниот суд. Во реформите во правосудството ќе имаме 4, би рекол, точки на прекршување. 2 се поврзани со финанси, а 2 се суштински. Што се финансиските? Тоа е буџетот на јавното обвинителство и судовите. Ние во овој момент тоа не можеме да си го дозволиме. Односно ќе биде навистина глупаво. Зошто? Затоа што судија во основен суд почетник ќе има 2 пати поголеми примања од, да речеме, заменик министер. Или судија во врховен ќе има 2 пати најмалку, а можеби и повеќе поголема плата од премиерот на државата. И за мене тоа не е реформа, но ако тоа нас ни обезбеди поголемиот буџет, повеќе судски службеници, соработници, истражители, алатки и ресурси, да инвестираме во сето тоа, ајде да седнеме да направиме план. Евроамбасадорот токму тоа го кажа, дека според анализи често се случува, и ние тоа го знаеме, дека еден судски процес трае предолго. И ако во контекст на и ова што го кажавте вие, дека човечкиот фактор е проблем, бидејќи нема доволно луѓе, а не само платите, дали во таа смисла може нешто да се направи? Апсолутно, ама ако направите статистика, ќе видите дека тој не трае повеќе од слични на тој во Европската унија. Па од друга страна, сега вака како зборуваме со бројки. Јас сакам со бројки секојаш да зборувам. Но тоа е проблем. Тоа е создадена таква перцепција. Премиере, свесни сме дека има процеси кои траат со години, а немаат решение, така? Ама има и во самата Европска унија. Јасно, ама ние зошто во Европска унија имаме процеси, да речеме, со висока корупција кои што траат, еве да речеме, во Франција. Со децении. Но тука имаме ситуации каде што нели поминува времето и поради фактот што траеле предолго, веќе судските процеси се затвараат. Не, друг е проблемот. Не. Ќе ви кажам што е проблемот. Зошто е изгубена довербата? Затоа што со судските процеси се правеле политички дилови. И тоа кај луѓето создава чувство на недоверба. Не времетраењето, туку калкулирањето и правењето политички делови, како што беше случајот со промената на името. Сведоци сме дека еден од пратениците во рокот 24 часа му беше променет статусот од притвореник во затвор, активен, во притвореник дома,
па потоа ослободен за да дојде да гласа. Да, ма еве опозицијата истото го вика и за оваа влада сега дека прави притисоци, дека можно е нели исти дилови. Видете, опозицијата Не, директно ќе ве прашам, дали оваа влада не прави такви дилови со правосудниот систем? Еве пример кажете ми. Ја ве прашувам сега директно, еве, бидејќи вие викавте, затоа ве прашувам, нема да има, еве. Апсолутно, ниту има, нити ќе има. Сега повторно да зборуваме со факти. Јас ви дадов пример. Тој пример ја определува единината на многу човечки судбини. Не е тоа бениген пример. И можам такви да ви кажам уште многу. Да ви го споменам промените во кривичниот законник, кога беа цели членови избришани со помош на европско знаме под превезот на екоцид, кој што е некаква европска реформа и така натаму, за да бидат но тие затоа изгубија, не се више на власт. Еве, им направија Ама серија, чекайте, не е така. Серија можеби чекори кои граѓаните не ги одобруваа и еве се случи промена на власт. Не е така. Сега ќе кажам зошто не е така. Затоа што тоа создава недоверба, која што е подлабока и се рефлектира во иднината. ВМРО-ДПМН беше во парламентарна опозиција 94-98 година, која се избра стотици судии тогаш и обвинители, така? До ден денеска ние имаме последици од тој начин. Се формираше имплант, специјално јавно обвинителство. До ден денеска имаме ние последици од тоа. Да, политичарите ја платија политичката сцена, но граѓаните цената која што ја плаќаат граѓанска е многу подлабока. И ние се уште немаме одговор на тие прашања. Истото како што вие го кажавте. Зошто ова го споменав? Затоа што еден од суштинските реформи во реформската агенда, во правосудството покрај овие со парите, е кривичниот законник и законот за кривична постапка, кои што треба да ги донесеме до крајот на годината. И ќе ги донесеме. Пошто ги имаме стандардите по кои што треба да се движиме, имаме патоказ и ќе ги донесеме. Немаме ние, но тоа немојте да мислите дека ќе го реши проблемот. Па не, и вие сами рековте, не сите проблеми можеби се решаваат преку ноќ, но ако има сериозни чекори, сите ние ќе забележеме. Ние ќе донесеме. Но народот вели во ред од сега па натаму. А што со овие претходниве? Затоа што тие ја платија политичката сцена. Но народот ги гледа дека нивните животи додека биле во политиката драматично се смениле, од голтари станале милионери. И сега велат, добро, а кога ќе ја платат кривичната сцена? И тоа што одговорот, знаете кој е? Простете, но ние сме немоќни бидејќи за ни важи оној закон кој што тие си го донесоа, односно кога ги бришеа членовите од кривичниот законник. Добре. И тоа дополнително ги разочарува граѓаните и велат, значи тие сега може да бидат милионери, а јас едвај месецот од први до први го врзувам. И тоа е нормалниот начин на резонирање. Јасно, но разбирате што сакам да кажам. Може и многу прашања да поставам, но сакам неколку други теми во крајот. Едно се поврзува со судството. Имаше оставка на оставен судија, кој во јавноста се сметаше за ваш соработник некаков, нели сте имале такво искуство, но кога ќе се избира нов уставен судија? Дали има таква иницијатива? Па мислам дека сега е во процес во рамките на парламентот избор на уставен судија кој што е избор на судскиот совет, кој што треба да биде таму. А инаку сега пратениците одат на одмор. Значи ќе остане. Мислам дека после одморот. Поради уставниот суд имаше огромни реакции, нели и такви дилеми се за неколку одлуки за Бадентер во уставниот суд. Имате ли став за тоа? Ако веќе се отпочнува некаков ненадејен, да кажам, не може да имате консензуално право. Мислам, или имате владење на правото, или се повторно си играме со принципите. Сега или имаме владење на правото или немаме. Ако имаме владење на правото, тогаш да одиме со владење на правото. Ако одиме со консензуално право, тогаш ова е сосема поинаква држава. Тоа не може да биде
принцип, ме разбирате. Но што ако се ствара илузија или не само илузија? И целта на Бадинтерот е сосема поинаква. Не е целта на Бадинтерот во судскиот систем. Туку целта на Бадинтерот кога е носен е контрола на остварувањето на колективните права. Да, и да нема мајоризација, така. Но тоа се колективни права. Еден аргумент, една од причините зошто Бадентер се усвои како алатка, бидејќи во собранието многу закони пред Бадентер не можеа да поминат, бидејќи просто гласање, да речеме македонските пратеници не ги прифаќаа одредени закони што албанските субјекти ги предлагаа. И сега имаше идеја на мајоризација, ова е на некој начин да се одбрани. Но исто така проблем беше и самиот устав и судскиот поредок. Ако сега се има таква перцепција дека одредени закони ако одат во уставниот суд и секогаш има надгласување на судии кои не се македонци, перцепцијата не е добра, така, дека сепак се сведува дека имаме систем кој ако оди до горе, до крајот на пирамидата, пак таму ќе падне нешто од овие причини. Дали тоа коректно, дали тоа е здраво за нашата држава да има таква перцепција дека секогаш не македонски судии ќе бидат надгласани од македонските уставни судии? Ќе ви кажам сега каде ви е погрешна тезата. Прво во почетокот. И сега, ако имаме предлог кој што го има Бадинтеровото мнозинство, ако го нема мнозинството во парламент, не може да помине. Така што таа теза дека условно кажано немнозинските заедници предложувале одредени законски решенија, а мнозинската го одбивала сето тоа, па тоа била причина на Бадинтер. Сега јас сублимирам на кратко, знаете дека историјата, ако влегуваме во историски моменти, тука. Но една од причините беше тоа, една од причините секогаш била тоа. Мајоризацијата, чувството на мајоризација. Не. Што да кажат тогаш македонците или другите етнички заедници во Тетово и Гостивара? Не, затоа сега постои Бадентер и за нив и ова е придобивка за сите, не е само за една заедница. На погрешно е тезата, но тоа е ваша теза, ја почитувам. Не, јас не имам различно мислење, дозволете да имам различно мислење. Не, слободно. Не се сите мои тези, него сублимат на тоа што се дискутира во јавноста за оваа тема. Тоа сакам. Добро, затоа мораме ние да разговараме и да ги кажуваме сопствените аргументи. По мене, според мене, не велам дека јас сум во право, но според мене Бадинтерот беше алатка за да ги контролира остварувањата на колективните права. А владење на правото е сосема нешто друго. И се додека се сведува дискусијата на тоа дали ние имаме етничко гласање или немаме етничко гласање, тоа значи дека ништо не сме направиле во овие 25 години од постигнувањето на Охридскиот рамковен договор. Ако е тоа нивото на дебатата, тогаш не сме на добриот пат. Но, знаете кој ја води таа дебата и кој зборува за сето тоа? За тоа зборуваат оние кои што се обидуваат политички да профитираат. Ние имаме многу примери во рамките на советите, судскиот или обвинителскиот, каде што немнозинска заедница членови гласаат за мнозинска и обратно. Ние имаме, да речеме, председател на Советот на јавни обвинители, кој што не е од мнозинската заедница, а таа го гласала него. Зошто тие примери не ги спомнуваме? Не ги спомнуваме, како не? Мислам, тоа значи дека можеме. Тоа сакам да кажам. Може, ајде на тоа ниво да ја водиме дебатата. Супер. Ова е можеби тоа што граѓаните сакаат да го слушаат. Затоа што човекот е квалитетен. Затоа што мене, да речеме, советник за спроведување на реформската агенда ми е господинот Орхан Муртезани, кој што сега ќе биде наш амбасадор во НАТО. Не затоа што не е македонец или албанец, туку затоа што веруваме дека може да не представува како што треба. Во ред. И ајде на тоа ниво да сведеме дискусија. Искрено, од тоа што јас слушам од граѓаните, токму ова сака да го слушаат, да има спуштање на таа етничка тензија, да квалитетни луѓе да можат да одат напред, но и да има една грижа
каде што ако има потреба или има потреба за правична застапеност, тоа да се случи, бидејќи и перцепцијата, ако, тоа што и вие го кажавте, една заедница носи константно одлуки за друга заедница, не би било добро за оваа држава, нели? Ова се согласуваме начално со ова, така? Ама немаме никаква дилема. Така. Ние сме мултиетничка држава и ние мораме ние треба да ги заборавиме овие работи и овие теми, затоа што ние мислам дека веќе научивме да живееме едни со други, едни покрај други. Во последните минути ви спомнавте рамковниот договор, 25 години од тој договор. Кој е вашиот став за тој договор и донесе ли подобро на Македонија? Рамковниот договор во тоа време беше алатка која што донесе мир. Ние бевме во конфликт кој што имаше потенцијал да прерасне во воена стихија која што можеби ќе имаше поголеми, подевастирачки последици за државата како целина. 25 години потоа, мислам дека, а тоа е и според голем дел од луѓето кои што се сведоци на тоа време, мислам дека е доволна дистанца за да погледнеме наназад и да заклучиме дека тој ги затвори тие теми за кои што делеве, за жал се уште и ние зборувавме денеска на емисијата, и дека сега треба да гледаме за следните 25 години. Оваа генерација сега треба да размислува што за следните 25 години. Дали имате визија токму за ова прашање? Како ја гледате Македонија во наредните тие 25 години што ги спомнавте? Па ја гледам како една убава европска приказна, која што е земја во срцето на Балканот, каде што нема да зборуваме за вакви теми, каде што нема да зборуваме дали владее правото или не владее, туку дека тоа ќе се подразбира, каде што нема да зборуваме за стереотипи или етнички поделби, туку ќе зборуваме за инклузивност и ќе зборуваме за вештачка интелигенција, ќе зборуваме за, нешто кое што е иднина за генерациите кои што доаѓаат, или оваа, јас би рекол, алфа генерација која што надоаѓа. Мојата, условно кажано, генерација X полека, но сигурно си влегува во второто полувреме од својот професионален живот. Сега доаѓа некоја алфа генерација која што треба да го продолжи она која што ние го поставуваме. Дали било правилно или не знам. Добро, тоа значи имате таква по-перспективна визија. Уште едно прашање ќе ве прашам за овие теми, бидејќи во јавноста често се случува, чувството е дека и се враќаат тензиите, има многу говор на омраза која не постоеше пред неколку време, а пред некое време во контекст на ова и овие теми, вие исто така сте изјавиле дека да речеме терминот 20% кој постои, кој е дел од Охридскиот рамковен договор, дека би биле во ред вие тоа да се смени, да се кажува албанци или албанскиот јазик кај што е тоа потребно. Стоите ли уште на тој став? Јас немам дилема дека немаме прво етнички тензии. Тие кои што го користат тој речник дека имаме етнички тензии, мислам дека прават голема грешка, бидејќи тоа го злоупотребуваат во политичка цел. И тука немам никаква дилема. И апсолутно ова кое што вие го кажувате го отфрлам како реалност. Напротив, јас мерам и на анкети, мерам сентимент кај различни етникуми, апсолутно тоа не постои нити кон едни, нити кон други, туку оние политичари кои што кога се во власт, тогаш имаат мет и млеко, кога се во опозиција, тогаш бараат причина за да отвараат теми кои што немаат никаква врска со реалност. Сепак овој став за вие сте го искажале. Не сум го кажал албанскиот јазикот кој што го говорат повеќе од 20% од населението, туку напротив, велам албанскиот, турскиот и во редно, така натаму. дали тоа законски, дали би можело таква можност тоа да се смени, бидејќи на... Не, тоа е уставна категорија и не случајно е ставено во уставот, затоа што на тој начин се регулираат правата и на другите заедници, нивните колективни права и на локално ниво. Инаку, вие за кое што зборувате, јас никогаш не сум го нарекол јазикот кој што го говорат 20% од граѓаните во Македонија. Напротив, туку зборуваме за албанскиот јазик. Но има такви политички барања, и вие на некој начин така сте се изразили дека можно е да има промени во устава за таа уставна категорија. Нема, ви кажав што е ставот по тоа прашање. На крај само сакам и економскиот дел да го спомнеме. Мислам дека и толку е времето. За жал би сакал можеби и за економијата повеќе да зборуваме, но ќе кажам само
еден став која опозицијата ја вели дека државата ќе банкнотира, дека има сериозни проблеми, еве имаше позајмници од МАНАФ, од други институции. Што може за тоа да кажете? Па имам јас лоша вест за опозицијата. Не банкротиравме и 24-та велеа ќе банкротираме, и 25-та и 26-та им велам дека нема да банкротираме, и покрај тоа што ни оставија долгови, незавршени проекти, руиниран систем, ограбен систем, понижен систем кој што беше тотално нефункционален, а инаку тоа што овие три државни институции и помогнаа на една друга државна институција е 256-ти пример во историјата на оваа земја, бидејќи 255 пати во минатото, вклучително и претходната влада, постапувала на ист начин, но исто така имам лоша вест за нив. Во август месец тие средства ќе бидат од страна на јавното предпријатие за државни патишта вратено на овие три институции кои што ги поземат. Не е сигнал на некаква криза, тоа иде. Тама работа. Добро. И покрај тоа што ни оставија уништена држава, еве да бидат спокојни, платите во парламент ќе им стигаат на време, трошоците кои што ги патни ги книжат таму ќе им стигаат на време. Све што до сега го добивале и ќе биде уште зголемено, бидејќи имаме колективни договори. На крај, тоа обично прашање, може би кои сите во последен период го спомнуваат, дали ќе има предвремени избори. Сите и реконструкцијата кога се случуваше, зборувавме за тоа, имаше сугестии дека може би ќе има во април, не знам, разни датуми се даваа. Ќе оди ли до крај мандатот на оваа влада или сепак ќе има предвремени избори? Да, благодарам на прашањето. Јас тој одговор сум го кажал до сега многу пати, дека ние го добивме мандатот за 4 години од страна на граѓаните и ние во тие 4 години треба да испорачаме за граѓаните. Во рамките на коалицијата нема фрикција, функционираме на вистина, се надополнуваме едни со други, така што јас мислам дека оваа влада ќе го истера мандатот до крај, односно до 2028 година пролет, април месец отприлика би требало да бидат тие избори, што значи дека техничката влада би се избрала негде крај на декември 2027 година. Тоа го зборувам како председател на ВОА-та. Како председател на ВМРО-ДПМНЕ сме подготвени во било кој момент да излеземе и да победиме на избори. Во ред, тука ќе го затворам овој разговор. Премиере, ви благодарам многу што бевте дел од овој подкаст, од оваа емисија и се надевам ќе ве имаме повторно. Ви благодарам. Сигурно теми ќе има за разговор секако, нели? Ви благодарам на поканата, секогаш кога мислите дека имам интересни теми за разговор, ви стојам на располагање. Ви благодарам. Дашо Дегас, ishte kryeministri I vendit, Kristian Mickovski në këtë podcast. Sigurisht ne do të vim sërish pas disa ditësh me ju me një emision tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim.